Македонските граѓани за само една година инсталирале над 5000 фотоволтаични системи, посебно во Скопје, Битола и Куманово. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска вели дека ова е резултат на политиките на владата за зголемување на инсталациите за производство на зелена енергија. Овие инвестиции не само што овозможуваат намалување на сметките за електрична енергија од 30 до 50%, туку имаат и значаен ефект врз намалување на јаглеродниот отпечаток, што е клучно во борбата против климатските промени и загадување на воздухот. Данокот за CO2 или познат како данок за карбонизација ги мотивира земјите членки на Европската унија да инвестираат во производство на така наречена зелена струја со цел да ги намалат трошоците предвидени во европските закони. Македонија како земја аспирант за членство во Европската унија, но и директен извезувач на европскиот пазар, мора да се грижи за што побрзо да обезбеди транзиција кон чиста и зелена енергија. Посветени сме на исполнување на предвидените обврски од Националниот план за енергија и клима, кој е до 2030 година. Да изградиме модерен, ефикасен, дигитализиран и одржлив енергетски систем кој ќе обезбеди сигурно снабдување, пристапна цена за граѓаните и компаниите и значително намалување на емисиите на стакленичките гасови. На настанот организиран од Инова Соларен ден чиста енергија во пракса, професорот од Машинскиот факултет Зоран Марков покажа податоци со кои тврди дека Македонија не мора да извезува електрична енергија. Тоа го произведува доволно и од обновливи извори за да го покрие македонскиот пазар. Според Марков, на ваков начин, цената на струјата за домаќинствата би била пониска, додека пак компаниите ќе плаќаат помал данок за CO2.